се однесува и вклучува, има предпоследната и вклучува сите чинители од Глава 23, што покажува што имаме денес во оваа дебата. Во актуелниот момент Националната конвенција за Европска унија се финансира од трудовите на Европската унија, од оперативните градови за отворено партнерство, односно ИПА компонентата, но действам дека досега таа беше поддржана од 90 словачки и заедно реализираме со нашите словачки партнери во Словачката асоциација за надворешна политика. Исто така, имаме одредени промени во начинот на кој што пристапуваме во диалогот, се обидуваме во оваа фаза да се адаптираме, односно да знајдеме оперативни начини да примениме новата класическа методологија, која што знаеме дека беше креирана во 2020 година и се однесуваше за Република Албанија, Република Северна Македонија. Меѓутоа, во моментот се чини дека е така припадена на држави кандидати, кои што имаат за цел еден малку подолг временски период од нивните пристапните различни формулари. Опека би истакнала дека продолжуваат со работа, дека постоеше работни групи кои што работеа до сега во Националната конвенција, тоа е работната група 3 од Глава 23 и работната група 4 од Глава 24, со која што работна група вчера одржавме, ја одржавме исто така и генесите позиција, беше доста успешна и интересна дебата. Меѓутоа, во оваа фаза формиравме на нова работна група во кластер 1, така ја нарековме антикорупција и опфатна поглавјата останатите во кластер 1, кој што поглавјата 18 статистика, поглавјата 5 јавни набавки и поглавјата 32 финансиска контрола. Во претходните активности на конвенцијата, во темите кои се однесува на спречувањето на корупцијата, се забележува дека недостигна на многу значајна рамка за обкружување на цивилот воздух кој се однесуваше, односно покриваше на некој начин секогаш упатуваше на економските механизми, кои сега ги присутствуват во кластерот 1. Меѓутоа, во однос на економските механизми, во економските прашања, во актуелниот момент Европската унија практично го добива многу критериуми, економскиот критериум во сите поглави, не само во поглавата кои што има прилична економска задржина, туку и во сите поглави, кои што ваѓаат кластер 1, кластер 2, и до кластер 5, а и 6 веројатно. Така да очекуваме дека оваа работна група, оваа нова работна група ќе представи се дополнува комисија во начинот на действување доменот на јакнење на правната држава, односно владењето на правото, доброто управување и функционалност на институциите. Исто така, примерот на оваа методологија значеше дека е неопходно да се интервенира на планот на поголема транспарентност и инклузивност и отчетност. Тоа е новата методологија која што покажува по овој нов начин на преговарачната работа. Јас уште еднаш да споменам, и вчера споменав дека во моментов се имплементира еден регионален проект кој што го носи називот "Дозволете правдата да владее на Балканот", кој што го спроведуваат националните конвенции на Србија и на Албанија и е поддржан од Кралството Холандија. И неодамна веќе ја направивме првата експертска средба, што имаше можност да се запознаеме со тоа како другите држави пристапуваат во рамките на овој кластер, каде што е многу важен од перспективата на тоа што она што успехот во овој кластер практично ги зависи успехот на сите други кластери. 2000 година на правото
не е само необходно е да сите останати поглавја, сите останати пастери исто да се имплементира легислатива, што е достатъчно, особено во другите пастери, заради тоа што во пастерот еден може би нема многу директиви, но она што е најважно, значи е важно да направи, она што е најважно да се постигне, това е имплементацијата на легислатива. Това е значено во преговарачкиот процес, а тоа може да се постигне ако овде се разпостави успех. Ако имаме пригод пастер кој што функционира добро, тогаш ќе остане исто така ќе дистрибуира на некој начин. Така да би сакнала да не дължа много, обично ние судите малце имаме капацитет за много повеќе, но би додала уште нешто за конвенцијата дека во изминатите 6 години навистина настојувавме да го демократизираме преговарачкиот процес, вклучувајќи сите засегнати страни, односно креирајќи еден поширок круг на експерти кои што ќе дискутира за многу важни прашања. И вчера констатиравме дека во поглавјето 24 навистина имавме теми кои што беа исклучително важни и препораките што ги донесовме беа навистина многу корисни за носителите на овие за институциите. И овде во поглавјето 23 ќе укажам експертите многу повеќе на тоа, навистина се дискутираше съвителни теми од ова подлачие и нашите препораки според нашата евалуација која што направивме, интерна евалуација, се викаде имплементирани до 40%. Видовме дека во овие изминати 6 години, како научна соработа на Националната конвенција, дека многу нешта се случија во на правосудството. Наистина многу големи промени и веројатно ќе треба и понатаму да ги има уште поголеми, што ги имавме во последно време. Тука работите течеа, има некој тек кој што одеа во насока на очекуваните, да кажеме, на предпоставените реформи. Беше инициирано дека реформите овде се многу важни и тоа не ќе видиме од денешната дебата до каде се навистина со реформскиот процес на правосудството. Меѓутоа ќе изтекнам и веројатно ќе биде кажано дека рейтингот на правосудните институции во нашата држава е прилично нисок. И од друга страна имаме еден исто така нисок процент на поддршка на етноинтеграција, на поддршката на граѓаните за членството во Европската унија, што е значително опаднат, скоро преполовен, од 80% поддршка за Европската унија пред една декада, сега имаме поддршка за Европската унија според последните анкети, приближно 40% од граѓаните сметаат дека Европската унија дека сме близко практично до Европската унија, само 20% сметаат дека ние ќе речеме како би биле членки на Европската унија за 5 години, значи процесот на тоа е според официјалните анкети. Би истакнале дека многу беше важна политичката волја, која што се кажа во базата на овој план. Меѓутоа е неопходно од оваа декларативна политичка волја да се премине на нешто многу со поголеми активности на планот на реформскиот процес да биде во фокусот. Од друга страна имаме Европската унија, која што не заедна политиките на освободување, со тоа што многу од државите, особено нашата држава, беше и се уште на некој начин од сите овие политики создава простор за политички дебати, за доминација на политичките дебати, а многу помалку за реформите, со што ова јавноста, односно европскиот простор се заситува многу политички сегменти, отколку со позитивни аспекти на самиот евроинтеграцијски процес. Исто така, новата преговарачка рамка, како што знаеме, дека предизвикува блокади, овој типична е најдобар пример. Не е познато дали и натаму не ќе има блокади, не само во однос на нашата држава, кој целиот процес стави дека нема да се следи и не
немат овој процес да влијае на ширење на блокадите. Во поглавието 23 ќе истакнам дека граѓанскиот сектор во нашата држава е силен. Во поглавието 23 имаме повеќе платформи кои што действуваат овде. И оно што наше видување, оно што е забелешка за граѓанскиот сектор, затоа што оваа платформа денес е граѓански инициирана платформа, самите структурирани диалог. Во суштина гледаме дека овој сектор, како и многу институционални аспекти кај нас не се поврзани. Нема синергија помеѓу граѓанските сдруженија кои што действуваат на планот на евроинтеграцијските процеси. И можеби оваа конвенција би дала еден посебен блок на тоа да ги охрабри граѓанските сдруженија да ја користат оваа платформа како платформа каде што тие ќе ги искажат своите резултати, а ги има многу. Навистина поглавието 23 има солидни резултати кои што се постигнат од граѓанските сдруженија, меѓутоа остануваат во собственост на самите сдруженија. Меѓутоа ова е навистина платформа која што тие можат да постигнат поголема јавност. Се разбира, не би сакала да дадам нереално значење на конвенцијата, меѓутоа во оваа фаза во која што таа функционираше до сега и сега, мислам дека може да би капитално. И мојот говор и нешто како што требаше да ги кажам понатаму, ќе нема да ги кажам, зашто агендата е прилично изменета. Ние го немаме денес присутен господинот Клина Лога, министер за правда. Во неа прихвати поканата да биде дел, така да одиме директно на овој експертскиот дел на нашата сесија и тоа ми даде дозвола мене вака да се себам малку повеќе време да ги кажам нешто што сакам да ги кажам. И со тоа, мислам, ја минуваме агендата, нашата пауза нема да се случи, зашто е както го случи со таа намера да се крена паузата, не може да пауза која се едно паква поведно заедно на координаторот. И мојата улога овде на некој начин ми представува, зашто спомнам дека ова е демократска платформа и дека тоа го оставиме самата група да ја води сесијата и да ја води по насоки, самата експертска група да го прави тоа, а не оние кои што се ние сме овде, организатори сме, проводни сме, меѓутоа очекуваме групна динамика. Групата сама да ги создаде за функционирање на сесијата. Јас се повлечувам, кога забунува господинот Мухамед Халиви, кој е овде, да речем на оваа улога на попредседавач и нашата драга колешка Александра Дејановска, трета улога, која што е координатор на работната група. Ја го забунува Мухамед, така се мене да писам. Може? Нека да станува и ти? Да, може. Може од тука. Да не губиме време. Поздрав до сите присутни. Драго ми е што веќе продолжуваме со темата и темите кои беа предмет на работната група 3, односно поглавието 23 од основни права. Мислам дека темата која е прилично многу долга овој пат има едни посебни разлози, а тоа според мене разлозите се од причината што во последно време сме биле сведоци на разни медиумски бомбардирања за некои пресуди и одлуки на нашите судови и посебно апелација
odnosno nekoj dela za koji nekoga sanuvavme, gde ga, ako uspešno se privela tom kraj, naša ta država, Republika Severna Makedonija, će se rastresne od bagaža na neefikasan sudski sistem, na partiziran sudski sistem, poln so nepotizam i drugi neposakovanih dejstvi. Според моята логика, еден голем оптимизам во нашата држава беше присуството на германскиот експерт Райнхард Прибе и неговиот извештај за судството во минатото и препораките за иднината, и секогаш имавме искрена надеж веќе дефинитивно ќе имаме ефикасен судски систем, расчистен од сите непотребни работи кои беа одлика на, како што се изразивме тогаш, минатиот владеачки систем. Мене ми е жал, сигурно и на целата група ми е жал, што иако потврдила, меѓутоа се откажала од присуството од председателката на Судскиот совет на Република Северна Македонија, затоа што сите одговори на некои недостатоци и јавноста во нашата држава ги очекува од ова судска инстанца, затоа што и согласно Законот за судство, таа институција која се грижи за квалитетното работење на сите судски структури, за ефикасното работење и така натаму. И не само мене, туку на сите ми е жал што јавноста и ден денеска нема еден конкретен одговор зашто немаме одговор и дали нема во нашиот судски систем, во закон за кривична постапка или кривичниот законник, некои елементи со кои и судиите кои донесуваат некоја одлука се одговорни да ја бранат нивната одлука, иако погрешиле, а таа погрешка ако има консеквенции по разни состојби во општеството, и тие да можат да одговорат преку соодветни иницијативи пред некоја институција, судска институција. Дали може, например, судиите од апелација кои евентуално се погрешиле во донесувањето на нивните одлуки или намерно ги одолговекувале процесите на судскиот процес, треба да се носат некоја одговорност или само да се заврши со тоа, тоа беше убедување на судскиот тим кој ја донесе таа пресуда. И тука сметам дека денеска одговорите луѓе кои секојдневно се занимаваат со овие работи и кои ги знаат многу приликите од сите ние другите кои сакаме да ги коментираме нивните одлуки, ви добиле соодветни одговори на овие наши дилеми, не само на нас присутните тука, туку на сите граѓани во нашата држава. Веќе стана дилема како апелација по одделни предмети ги враќа повторно со образложение дека пресудите на основниот суд биле неквалитетни, односно немале никаква судска основа. И тоа за мене лично, но мислам и за другите, е дилема која бара разјаснување.
Затоа очекуваме дека преку експертска анализа ќе дојдеме до праведни одговори или отприлика праведни одговори. Го молам професор Никола Тупанчевски, предходно министер за правда, но предходно и активен експерт во нашата група 3 односи за поглавието 23, да ги изложува неговите видувања по ова проблематика. Поверите, професор. Се слушаме? Добар ден до сите. Големо благодарам за оваа најава. Навистина се чувствувам составен и интегрален дел од оваа форма асоциација на спортисти. Зборувам за Националната конвенција за Европска унија во Република Северна Македонија. Честитки до организаторот, честитки до ентузијастите кои што навистина многу прават и придонесуваат нашата држава да добие конкретни предлози, не само заклучици, туку и предлози, препораки, во која насока би се движеле и за наједноставно да ја постигнеме целата. За жал, морам да констатирам денес, дека најрелевантните субјекти на кои што им треба, се зборувам од оваа позиција, и како професор, и како составен дел од Националната конвенција, не се присутни, предпоставам дека има и други приоритети, меѓутоа сепак, ако се земе предвид наслов на денешната тематска сесија, убаво ќе беше да има поне представник од Советот на јавни обвинители. Се разбира, јас не знам и не можам да предпоставам кои се причините за отсутствие на представници од Судскиот совет. Има можност на една година, 13 месеци да во Министерството за правда, 20 да видат тука дека има од Министерството за правда, затоа што имам високо мислење, дека се кредитирано како заова. Затоа што сепак на крајот на краиштата, најмногу веројатно им треба и на Судскиот совет, и на Советот на јавни обвинители, меѓутоа истовремено и на Министерството за правда, затоа што поглавието 23 и ова работна група 3 некако треба да имаат блиски односи во однос на хармонизацијата на нашето законодавство, затоа што негде од таа позиција јас имав можност од една блиска перспектива да ги запознам потребите на Министерството за правда, и на владата на Република Северна Македонија, во однос на објаснувачкиот, билатералниот и така натаму средини, и да констатирам, да детектирам дека навистина тоа е сложен процес кој што треба многу труд и многу ентузијазам за да стигнеме до оно што се нарекува составен интегрален дел од Европската унија. Да не заборавам да поздравам гостите од Хрватска. Драго ми е што во Софија имаме можност да споделиме заеднички искуства. И верувам дека јас ќе се обидам без нека посебна хронологија во интерес на времето, меѓутоа и во интерес на отварање на дискусијата, што потоа треба да следи, да нафрлам повеќе сегменти, корпуси на прашања кои што имаат назнака на релевантност во однос на оваа проблематика. Подготвен сум да разговараме, да размениме мислења, идеи, по која насока да се движиме, која од препораките е прифатлива, неприфатлива. И уште нешто, значи, дали заклучоците кои респондираат со вистината, реалната вистина, или отстапуваат од она што се нарекува реална социјална држава. Значи, насилот или насловот кој што еднаш да потенцирам, пред да имаме агендата е регулација, прагматички контекст и ефекти визави поглавието 23 и одговорноста на релевантните субјекти во спроведување на правдата во Република Северна Македонија. Јас во принцип секогаш сум за почитување на начелото лаконите бревитас. Тоа значи насловите да не бидат превно до овој пат сакаме да бидеме фини, да дадеме академски контекст на емиралите кои што имаат прагматична тенденција. Јас мислам дека со насловот практично се е опфатено. Од норматива, регулатива на нашата држава се однесува на поглавието 23
Понатаму, како тоа изгледа во однос на имплементацијата на нормите на оно што се нарекува законска регулација и натаму као до прецизирање на оно што би било мислата за оние што можеби нема до крај да стигна до што е поента на конференција е улогата на судскиот совет и советот на јавни обвинители во стекнувањето независност и интегритет во судство. Значи, акцентот е посебен, посветот е врз судскиот совет и советот на јавни обвинители. Јас не знам дали досега сме имале ние ваков тип на дискурс кој што е исклучиво посветен на овие две регулаторни тела. Сме имале и тоа секогаш било некаков контекст почнува. Имале екстензија со правосудство, со темелни вредности и така натаму. Меѓутоа никогаш посебно да се апострофира судскиот совет и советот на јавни обвинители, кој што сметам дека станува збор за едни од најпотребните, релевантните субјекти во правораздавањето. Да, во правораздавањето, така во говорење. И оно што ни беше поентата во прелиминарните разговори беше дека судскиот совет и советот на јавни обвинители како регулаторни тела има надзорна улога, контролна улога. Меѓутоа, се движат низ таа траекторија да стигнеме кој ги контролира контролорите. Може не важно. Затоа што имаат тие контролен карактер, меѓутоа каква и кој утврдила одговорноста на членовите на судскиот совет и на советот на јавните обвинители. Хипотезата не е дека тие постојано или константно грешат. Меѓутоа, идејата ни беше првична да констатираме дали дефектите, аномалиите се составени интегрален дел од она што се нарекува легислатива или евентуално имаме некаков проблем во дисбалансот на позиционираност на субјектите кои што се поставени во нашето општество, а грешките кои што сите ги правиме ние, вклучувајќи ги членовите на овие два совети, може да бидат намерно, ненамерно, интерпретација на неправда. Токму затоа, значи аспектот нема да биде врз кривично-правната одговорност, туку напротив врз одговорноста во најширока смисла на зборот, а пред се би требало да се осврнеме на дисциплинската одговорност. Ке се обидам да бидам малку конкретен, реков ова ќе биде како highlights. Кажете ми колку време имам, дека веќе ми помина пола во најава. Па 7 минути е, ако не е доволно, ако има да се каже квалитетно, не и 8-10 не е проблем. Значи, колега Халили, знаете дека не е проблемсот, да кажем да ми треба 15 минути. И аз съм бил професор во средна. Да одиме да се движиме до врески соби да почитувам времето, меѓутоа она што е како key points однос на денешната тема, го погледнав нели. Уште еднаш внимателно го прочитав Законот за судски совет, Законот за судови, Законот за јавно обвинителство, Законот за совет за јавни обвинители, извештаите на овие тела, кои што може да бидат и квартални, и годишни и така натаму, и најдов, мора да ви кажам, на многу контрадикторност, многу нелогичности. Јас ќе се обидам ова авлија од нелогичности, само да ја онака прелистам накратко, а потом можеме за секој корпус на прашање да зборуваме. Ќе почнам од генезата на проблемот, или од оно што се нарекува иницијален дел. Академијата за суди и јавни обвинители. Таму е многу интересна ситуацијата, нели? Законот за Академија за суди и јавни обвинители веќе Жане 2 или 3 години колку е усвоен. 2,5. Значи не се да, со шанс да биде донесен? 1:0. Така е, мислам и... Добро, благодарам за сугестијата, за окажувањето. Оно што е важно и изборот на самиот закон. Во однос на регрутирањето на кадрите, значи одам на линија, имплицитно. Советот на јавни обвинители и судскиот совет се тела кои што, чија што главна улога е изборот и разрешувањето на судиите, престанокот на работата на судиите, оценката, контролата на нивната работа и така натаму и така натаму.
Останало за избор на судии и јавни обвинители. Малку е различна поставката за судските станции и која се разлика за основниот суд. Она што мене ми пречи, а што не им се доаѓа на судскиот совет е дека и покрај тоа што имаме некакви правила, алгоритми, стандарди, како да се бира идниот судија, или единствениот извор, генератор на суди е Академијата за суди и јавни обвинители. Меѓутоа, без оглед каков е скорот, исходот на потенцијалните суди и јавни обвинители, доаѓаат со некаков резултат и ранг листа. Таа ранг листа би имала смисла да се почитува. И избор да идат суди, односно јавни обвинители. Еден сегмент за оценување на судиите е 10% од вкупниот број на бодови носи интервјута. Предпоставам најголем, сите сме правници тука и знаеме како тоа изгледа. Академиците се борат за 0,01 поен и тој 0,01 поен значи поместување на листа од прво на 10 или на 20 место. Ако имате можност 10% од вкупниот број на бодови да... А знаете ли зашто се десува интервјуто? Социјални компетенции. Како може судскиот совет да оцени социјални компетенции? И сум сигурен дека добре е компетентен да води разговор за социјални компетенции. Понатаму се губи смислата на рангирањето ако се имате и 10%. Затоа што на крај на краиштата главниот и последниот збор го има судскиот совет. За да биде абсолютно поголем, има интервјуи за избор на јавни обвинители. Нече? Меѓутоа тој интервју не го се го води. Како е можно да излегуваат од иста куќа, а куќата се вика Академија за суди и јавни обвинители? Едните интервјуите за интервју да добиваат 10% од вкупниот број бодови, а другите тоа е онака декоративен карактер или декларативен. Така што мислам дека, еве сега не знам, имаме ли држави во Европа каде што има Академија за суди и јавни обвинители, меѓутоа исто има потоа и Совет за суди и јавни обвинители. На едно место. Ние одиме тука со две различни поставки, така? Во изборот на судиите. Мене морам да ви кажам, значи се губи смислата на рангирањето, да ме разбирате. Вложиле 2 години и наеднаш интервјуто ти е пресудно. Ако ме прашате како политичар, како човек кој што има набивачки и така натаму, ќе кажам дека ова е изгодната можност за манипулација. Натаму, ранг листата, имаме тука и сведоци, речи се ништо не значи. Затоа што не се бира првиот од 15 или 13 што се рангирани, може да се избере 11. Имаме ние такви примери за това целиш. Не се, преди години. 2, 3 и така натаму. Дали е добро тоа? Како е смислата на рангирањето, ако ние можеме како судски совет да одбереме и пари не кога беше изборот на обвинители за организиран криминал. Добро е да го знаеме резултатот, ама на крајот сепак листата нема да биде онака како што била предложена. Околу ова е последното прашање за тоа што може да дискутираме. Ако зборувате со членовите на судскиот совет, нивната аргументација или апологетика е дека каква е смислата на судскиот совет ако нема можност и алатка да бира суди. А ако почитува рангирањето од Академија, тоа значи дека судскиот совет би требало да биде без ингеренции. Така што треба да знаеш што сакаме. Дали ме разбирате? Може некако баланс да се направи, меѓутоа повторно на 0,01 поен значи 30 места плюс или минус. Дали е тоа добро? Треба да оцениме ние тука да не сме позорувани на таа тема. Понатаму. Да, имаме исто така нови методологии и правилници за избор за оценување на јавни обвинители. Повеќе тоа предпоставаме како избор на јавната обвинителска. Меѓутоа има и нешто друго во целата таа работа. Во однос на запишувањето, пак ќе речам, зборам таа линија има. Ево оваа година конкурсот е за 130 јавни обвинители и суди, такви кандидати за Академија.
Проценката беше на двата субјекти институции дека навистина, со оглед на тоа колку суди отидоа во пензија и колку ќе одат, дека треба да биде бројот на запишани кандидати поголем. Најголем во историјата кога постои академија, 130. Сега е 97-8, беше 60 и така натаму, 130. Ако ме прашаме, сметам дека тоа е добра проценка, затоа што првично беше објавено дека ќе бидат 150 кандидати, а сега се 130 и со 130 вршинари до некаде. Она што помалку мене ми пречи и сметам дека не е комплементарно. Објавен е сега оглас за избор на суди на основен суд. Не води зборувам се за комплементарноста на нешто. Огласот е распишан за сите градови, освен за во Скопје. Има ли, констатирано беше дека и за Скопје има потреба претходно. Да, најголемиот дел од академици сакаат да бидат и да ја продолжат својата кариера во Скопје, затоа што Скопје веројатно има многу можности да ги така. Меѓутоа, она што мене во моментов може да речем дека може да влезе во категоријата на актуелно. Што правиме со тие што завршиле академија, се од Скопје, а треба да конкурират во Битола? Да не разбирате. Значи, како препорака, веројатно ќе се движиме и ќе мора да водиме сметка при во моментот на запишувањето. Да не разбирате дека двајца ни треба за Берово, двајца ни треба за Крушево и така натаму. И на таков начин ние ќе си олесниме задачата затоа што нема сите да останат во Скопје. Од старт ќе знаат дека треба да се движиме и треба да има суди во Крушево, треба да има суди во Битола. Меѓутоа, сега, значи најголем дел од информирале семејство. Четворицата ви ќе одат. Етнина колку се од Скопје имаат свој живот. Тоа е социјалниот контекст, така. И сега комплет. Да, на времето имаше во Мавара и не знам што, каде што има потреба, таму се движи. Меѓутоа, факт е дека за тоа треба да се води сметка малку порано. Натаму, кога земаме предвид во однос на бројот на суди и обвинители што ги имаме кај нас во државата, секој час го земаме предвид европскиот стандард или просек на 100.000 жители колку треба. И судски совети со најавно обвинители цело време водиме со она дека нема обвинители, нема обвинители, основно најавно обвинителство не знам што колку фала. И тоа кога ќе ги соберете колку суди и колку јавни обвинители има, ќе сватиме дека ние не многу отстапуваме од европскиот просек. Зборувам математички, хируршки прецизно. Тоа значи, што треба да огледаме решението, веројатно некаква, и кога бев као министр тоа го зборувам, натрешна реорганизација. Има судови кои што се нерентабилни, така да ги наречем, така? Има суди и обвинителства каде што нема суди и обвинители. Има само зграда. Зошто, например, идејата беше во таа функционална анализа, не знам која правеше, дека во еден дел, кај што е Вилница, Петишево, Бејрово, Белчуро, да има еден суд или едно јавно обвинителство. Поевтино, постручно, и сето тоа се навари на колку, на 50-40 километри од едно место, што не е страшно. Треба да се размислува во таа насока, затоа што ние имаме реални проблеми со последните измени и допълнения на законот за судови во однос на проширената надлежност. Го Велес остана со многу суди без многу работа. Зошто? Затоа што претходно работеше работата на Гевгенија. А во моментов, значи остана судиите, а Гевгенија се врати на надлежност. Токму затоа викам, значи треба да размислуваме во таа насока дека многу брзо ги треба таму сега. Уште е нешто. Ако е квалитетно, не може да брзо не. Добро. Однос на одговорноста на членовите на судски совет. Александра Дејановска, тоа беше член 34, ајде читаме, дај го гледавме. Да, 34. Кој може да поведе одговорност и пред кого одговара судскиот совет? Членовите на судски совет. Не судиите, членовите на судски совет. Мора да има, или без оглед каква позиција имате во општеството, мора да имате некој што ги контролира. Јас кога го погледнав решението, кој може да поведе дисциплинска постапка за член на судски совет. Може да препоставите 20 судии може да поведе. На цел суд. И еден член на судски совет. Ви изгледа логично? 20 судии да се заедно да се подпишат како областен предлагач, да го наречем така, дека тие може да предложат да се поведе дисциплинска постапка за член на судски совет. Мене ми се чини дека е
преголема заштитата. Ако интерпелација во влада. Па така му доаѓа. Така му доаѓа. Толку е срокли. Наредна работа. Знаете ли кој решава за дисциплинската повреда? Не, Советот самиот. Кадија те тужи, кадија те суди. Јас кога бев представник на Греко, имам техничен проблем. Ова стануваше збор за имунитетот на судиите на Уставен суд. Како е возможно вие во вашата држава дека судиите на Уставен суд самите да си го земат имунитетот? Не го лично. Не може да речем дека тука од стат иницијално имаме пристраст. Ние кема. Затоа што треба да му го земеш имунитетот на тој што заедно сте се отсудили. Сте били околу или сте во канцеларија може да знаете. Токму затоа викам треба да се размисли во таа насока околу инициирањето, во која насока би се движеле ние, затоа што на крајот на краиштата јас до сега се слушнал дека некој што не судски соди за нешто друго. Тоа значи дека безпреkorно се може да се работи. Логично, аргументум ad contrario. Ако некој не одговарал, значи тоа е до перфекција. Така. Јас сам одговарала, може би 45. Па после тоа да кажеме, ете така. Жане, може да оставам член 35 да го дискутираме и ќе одадеме на член 34. Не, само толку чисто. Да, два члена се 34-35 кои ја регулираат оваа проблематика. Нападно, кој решава за како последна инстанца за одговорноста на судиите? Судскиот совет? Знаете дека има некаков дисбаланс ако разговарате со судиите на Врховен суд. Нели таму има совет за жалба, сметат дека последниот збор треба да го има Врховниот суд. Имаме. Тој, па добро, без оглед на се, јас го знам тоа, меѓутоа јас ги кажам се размислувањата на сите за да можеме да разговараме. Кога ќе зборувате со судија, па добро сепак сме ние така мали. Не ако ме прашате, јас мислам дека тој што ги избира судиите, тој треба да ги разрешува според мене. Така, нека има втора степена поставка, пред Советот за жалба во Врховен суд, па се враќа до судски совет и судски совет треба да донесе конечната одлука. Така. Меѓутоа тука не застануваат дискусиите, научни и стручни. Сметат дека повторно и некои професори од правни факултет се тижат по таа насока дека треба се даде добар факултет. Заради судска заштита. Да, заради судска заштита. Реков ги нафрлам само. Она што може би исто така е интересно е одлуката на Уставниот суд, ова во врска со тоа кој може да биде председател на судски совет. Скјавате? И натаму тврдам одговорно дека стручен соработник не сакам да персонализирам. Не смее никако да оценува судија на Врховен суд. Хиперболизирам? Не е. Без оглед на квалитетот и така натаму. Тоа решение не е до сега го надим, затоа што знаете што? 13 кандидати, 13 членови се на судски совет, плюс двајца, председателот на Врховен и уште министерот за правда. Еве јас бев министер за правда, имав иницијално, меѓутоа до никаде не стигнаме, затоа што ако немам право на глас, а сум член и препоратите на директор се движење тоа насока. Нека што праваме таму? Значи долго време министерот не оди. Добиам само дневен ред. Дали ме разбирате? Што има на седница? Председател на Врховен суд присуства и така натаму. Чудно тогаш моето присуство во судски совет, ако јас немам право на глас, не знам, треба да имам право на дискусија. Ама знаете што? Ај се да видиме добре искрени. Присуството на министерот дава некои други си даде таму. Ако он дојде таму, значи дошто е извршена власт. Така? И тие што ќе зборуваат, нема така помотно да зборуваат. Така? Значи препораката на Греко беше министерот да не биде дел од тоа и ние најдовме некој компромис од некој решение софт варијанта дека ќе биде, ама нема да збори. Не може да збори, ама не, ама знаете што, викам нема да збори затоа што нема да зборува и трудно, затоа што на крајот на краиштата министерот јас не знам која последен пат за правда бил таму. Не се знаеш, тој пред мене даваше. И тој пред мене даваше. Значи ги неколку години, меѓутоа сега не знам дали понатаму ќе продолжава. Па да. Затоа викам, значи, ако веќе ние немаме некаква улога, особено на коментаторска само, па не сум сигурен дека нашето присуство не е окей. Така. Тоа е моето размислување. Натаму,
околу председател. Значи до сега доскорешното решение беше дека председател може да биде избран на судски совет само членовите на кои што се избрани од редот на не на судиите, од редот на избраните членови кои што се од страна на собранието. Тие се 5 членови, 8 ги бират судиите, председател на поставката, така, а 2 ги бират на председателот, а ги бира собранието, а 3 ги бира собранието. И се знаете што? Тие што доаѓаат таму жени не се судите. Тие, значи, единствениот услов е да има 15 годишно работно. Се ограничи тоа во законот. Да, во законот. 15 години работно искуство во правна професија, така, може да се случи некој што бил во фирма, условно, така, така. Не е това. И тој да решава за одговорноста на судијата на Врховен суд. Дали ме разбирате? И да биде председател да раководи со телото. Истак на правник меѓутоа ние имаме многу елатично поимање на тоа што е истак на правник. Така што зборот ми е, значи, имаме нова решение, јас мислам дека може да биде и избран и од членовите на избрана беше одлука, да, апсолутно. Јас тоа го кажам. Не, падни се ми кажа със сигурно. Не идеја да се гледа причина зашто така осем некако, ајде. Значи, пред да го донесе да ја донесе тука да оставим суд, јас тоа прикол мислам дека некаде да го кажам. Беше предходниот пат ходен. Тоа као мици. И тоа што се намотија. Зошто сум бил директор, експлицитен. Реков, не сакам персонално да бидат сватени нешто, да ми разберете овие. Значи, надаму тврдам дека стварно стручен со работа не може да биде така надаму. Ке мора и тој систем некако да го направиме. Апелација, барем апелација да биде, колега да му е рамен на него, за да може да го оцени. Да не разбирате. Доаѓам до абсурдни ситуации. И бил случен, не разбирате, јас немам ништо. Има одлични случаи, да не разбирате. И треба да бидете суди. И тоа формата е содржината во право. Така да видите, така. Како да вчера ти подпишувал одлуки, ти си ги подпишувал, тој треба да каже да си го бара. Не е вре. Така што зборот ми е, значи има еден куп нелогичност, јас тука ги имам евидентирано што и како. Ајде да го пофалиме судскиот совет, да не излезе дека јас сум шобајле сум станам на лева нога. Па само критички обсервации имам. Па добро, има да речеме последната според нивниот годишен извештај дека имаат разрешено 6 суди. Значи, извештајот годишен на судскиот совет треба да биде готов до април наредната година. Значи, април е него, тие се веќе готови, го извештајот за 2020 година. Да, готов. Да, готов. Но е готов. И во тој извештај пишува дека 6 суди се разреши. Еден е од Врховен, 2 од апелација и 3 од основни суди. И она што не го вратува, првите постапките се почнат од 2021 година за дисциплински, јас мислам дисциплински постапки не се по 2-3 години. И најновото разрешување беше да ни поднесено барање за дисциплинска постапка. Од 2022 година и од 2022 година е донесена одлука. Значи има некој поместување во позитивна смисла. Истата година кога е донесена поварано, истата година е решено, одлучено по таа работа. Меѓутоа, да не забораваме што? Околу одговорноста на судскиот совет на членовите. Само што ово. Значи, имате извештај. Треба собранието да го осмисли извештај, така? Жени, што се случува ако не го усвои? Знаете што пишува во законот? Дека тоа може да влие на нивната работа и функционирање. Тресна се гора, родил се више така. Значи, ништо. И да е негативен извештајот, никакви правни консеквенции нема. Што така? Зборуваме за индивидуализирање на одговорноста. Не можеме ние да се криеме за колективна одговорност. Или да речеме уште нешто. Во извештајот стои дека од 34 суди, колку ги имаме, така? Кај нас? 19 биле ажурни, 15 биле неажурни. Што правиме за неажурните? Предлагам овие дилеми да ги разрешиме во тек на интеркомуникација со нас. Благодарам за дневното време и јас се што малку пак да входу, екстензивен и тоа верувајте ми така да доаѓа инспирација, да не може да кажете некој разлог, кој што
Не знам, држат да така. Благодарам што ме забележи. Благодарам. Ова беше наше искуство, македонско. Сега би сакале да слушаме нешто од господин Кристијан Токар, главен преговарач во преговарачкиот тим на Република Хрватска за поглавјето 23. Правосудство и основни права. Поведете го своје. Evo, ja se zahvaljujem. Ako je uvedljam, govorim na hrvatskom, ako treba, mogu i na engleskom. Sa makedonskim mogu razumjeti. Evo, meni je zadovoljstvo biti ovdje jer mi smo, možda krivo reći, zajedno krenuli integracije procesa, odnosno vi ste prvi krenuli, mi smo prvi stigli na cilj i ja ću pokušati možda na kraju svog prezentacije reći kako ja vidim koji su bili ključni segmenti ti koji su omogućili da smo mi uspjeli završiti proces u 5 godina. Ono što je meni kao pregovaraču u poglavlju 23 i 24, dakle ova dva poglavlja sam pokrivao, vi sad imate klaster fundamentals koji uključuje ta dva poglavlja, ali i šire. Kroz svoje izlaganje pokušat ću ukazati na te neke razlike, ali osim što sam bio pregovarač, ono što mislim da je važno napomenuti da sam u prošlom mandatu Vlade Republike Hrvatske bio državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i jednom trenutku, to se kaže na engleskom, acting minister pravosuđa, dakle kad je ministar bio smijenjen, ja sam preuzeo dužnost i dosta dobro sam upoznao, da bih rekao, različite aspekte pravosuđa, ali ono što mi je olakšalo moj posao kao pregovarača za dobro prepoznavanje načina razmišljanja pravosudnih dužnosnika koji su uživaju onaj dio nezavisnosti, znači za razliku od svih drugih poglavlja gdje imamo odnos izvršne i sudske vlasti. Činjenica da dolazim iz sudske obitelji, dakle meni je otac sudac, meni je brat sudac, meni je žena sudac, da ja sam cijeli život bio u tim razgovorima, slušao način na koji pravosudni dužnosnici razmišljaju i to ja mislim da mi je bila velika prednost kada sam trebao kupiti snage, jer ovo je bio proces koji smo zajedno radili. Dakle, izvršna vlast ili ministarstvo ili vlada ne može ovu reformu provesti, reformu pravosuđa, borbu protiv korupcije, ukoliko nema podrške ključnih dionika. I to je ono što u toj komunikaciji dobiti sudski savjet, tužiteljski savjet, Vrhovni sud, tužiteljstvo, USKOK, da te podrže i da jednostavno shvatimo da ono što je na kraju za državu iznimno važno. Na kraju su one nagrade, onaj impact koji za državu ćete donijeti nakon postanka članica. Mi, evo ga, ove godine smo doživjeli konačno one sve plodove toga članstva, to je i Eurozona, to je Schengen, sloboda kretanja. Dakle, danas sam razgovarao sa kolegom koji se složio, kaže, evo sad mogu napokon slobodno dolaziti kad god hoću na vaše more. Dakle, mi možemo ići na skijanje bez da čekamo u ovim kolonama i tako dalje, ali za Hrvatsku vjerovatno najveći benefit. Kad je dogodio se potres, kad se dogodila pandemija, nismo bili sami. Dakle, pomoć je došla, dakle, ogromni novci i vjerovatno naš gospodarski rast ne bi bio ni blizu da nismo članica Europske unije. Ono što ću pokušati reći, zašto je ovo poglavlje ključno za Makedoniju, za bilo koju državu koja je na putu, ključne razlike, što je to sadržaj. Mi smo čuli dio sadržaja od Nikole koji smo i mi raspravili. Probleme koje sam slušao, dakle, to su problemi koji i danas postoje u Hrvatskoj, tako da vrlo slično. Pokušat ću reći onda nešto o samom procesu, jer ja mislim da razumijevanje procesa vam je važno da bi shvatili kako možete doći do cilja i da li će biti moguće, ono što se kaže fejkati reformu, misliti da ćete odglumiti reformu, da danas to može proći.
Na kraju, kažem, ću završiti s tim zaključcima što meni se čini da je bilo presudno za uspjeh. Ja sam nekih 5 stvari nabrojao, mislim da tih 5 stvari jednako je primjenjivo i na vas. Vi ćete vidjeti, jedan od tih 5 stvari će biti konsenzus. Mi smo imali nacionalni konsenzus, ali konsenzus unutar pravosudnih čimbenika. Dakle, to su važne stvari. Dakle, ja kao pregovarač nikada nisam bio napadnut od bilo koje političke stranke. Ja nisam stranački, ja sam bio profesionalac, dakle, mi jesmo imali u našem pregovaračkom timu i ljude iz stranaka, ja osobno nisam, dakle, ali nijedna stranka mene nikada nije napala. Dakle, ono što smo radili, to se i provalo. To je taj konsenzus politički koji je nama donio, ali meni u ovom trenutku je puno važno da razgovaramo o onom drugom konsenzusu, a to je unutar pravosuđa, o tome, o svim ovim problemima koji se trebaju riješiti, kako ih riješiti zajednički. Evo, pa bi ja krenuo. Poglavlje 23 prvi put se pojavljuje s Republikom Hrvatskom. Dakle, ono prije nas nije postojalo. Ono se možda samo malce dodirivalo u poglavlju 24 koje je bilo tada. Dakle, tada komisija u stvari počinje i Europska unija učiti što je poglavlje 23. Dakle, mi smo prije Hrvatske u stvari gledali samo, kao što ste vi rekli, one propise, regulative, hard acquis. U poglavlju 23 praktički hard acquis skoro da ne postoji. Postoji ono što su vrijednosti. Vrijednosti, jer mi u Europskoj uniji, odnosno Europska unija smatra ima zajedničke vrijednosti, nezavisnost pravosuđa, nepristranost, tako dalje, borba protiv korupcije, demokracija, to je to o čem pričamo. I onda je teško, ovaj poglavlje je teško, jer tko je taj koji će reći da ste vi dostigli i niste dostigli te vrijednosti koje mi od vas očekujemo? Na tom ćemo isto malo na kraju ovoga. Dakle, kroz to učenje, taj proces se danas promijenio u odnosu što smo mi u Hrvatskoj prošli, sada je on puno kompleksni i ja mislim da sada postoje robustni mehanizmi koji se smanjuju mogućnost da se stvarno provedu reforme. Dobro, može dalje, evo. Dakle, zašto je ovo poglavlje toliko važno? Dakle, prva rečenica kaže, znači tu govorimo o cijelom ovom klasteru fundamentals koji uključuje poglavlje svi, prvi će se otvoriti, zadnji će se zatvoriti. Dakle, nema otvaranja ostalih dok ovo ne otvorimo. A ovo ćemo otvoriti kad ispunite neke uvjete. Dakle, to je prva stvar. Dakle, postavili smo korake. Drugo, kaže, to poglavlje određuje dinamiku cijelokupnog pregovora. Zaostajanje ili nazadovanje utječe na ostala poglavlja, da se čak mogu preotvoriti ostala poglavlja. Dakle, to što ste možda u zaštiti okoliša učinkoviti ili ste, ne znam, u nekom intelektualnom vlasništvu, nema veze. Ovo može dovesti do toga da vam sva poglavlja budu blokirana. Da vidite kako to stvarno funkcionira, samo se okrenuti susjedima. Dakle, u ovom klasteru u Srbiji nije zbog nenapretka godinama se ništa nije otvorilo. Naravno, njima u ovom trenutku nije možda nezavisnost pravosuđa ključno što Europska unija gleda, nego nešto drugo, ali je dio toga fundamentals. I zbog toga što nema napretka, znači nije Europska unija donijela formalnu odluku, mi vas blokiramo, nego jednostavno ne donose se odluku. Poruka može biti, dakle, najgrublja poruka bi bila da se stvarno formalno donese odluka. Ali kažem, čitati poruke, znači vidjeti koje ti signale Unija šalje i kad ti ne govori. I sada tu dolazimo da ključ, ja mislim, u napretku zasigurno je reforma pravosuđa i borba protiv korupcije. Pri čemu, kad govorimo o borbi protiv korupcije, ona je dio poglavlja 23,
ali u vašem pregovaračkom okviru, za razliku od našeg pregovaračkog okvira, gdje to nije pisao, kod vas to piše, ono je horizontalno pitanje koje se veže u svaku poglavlje. Dakle, i u drugim poglavljama moraju se naći mehanizmi prevencije korupcije, a ne samo ovo. No, o tome ću još malo kasnije govoriti. Ja nisam sve stavio, ali recimo još jedna stvar koja to je ono što kaže mrkva i batina. Još jedna batina je u pregovaračkom okviru. Fondovi Europske unije, IPA, mogu se zamrznuti ako se zaustavi napredak u procesu. Dakle, ima jako robustan mehanizam koji osigurava da se prate reforme i da se osigura napredak. A kad ću doći do slajda o tehnologiji pregovora, vidjet ćete kako se to ostvari. Može dalje. Ovdje, evo i na sljedeći slajd možemo odmah ćemo govoriti što je to sadržaj. Dakle, poglavlja 23. Ovo je najkraće. To su 4 tematske cjeline, ali iza toga je mnoštvo. Mi nemamo vremena, ja sam dobio limitirano vrijeme, ja sad ne mogu proći sve ovo. Ja ću fokus staviti na pravosuđe, ali ovdje ću onda reći samo nekoliko najbitnijih elemenata u odnosu na ove druge elemente. Dakle, kad govorimo o borbi protiv korupcije, tu je prevencija i represija. Dakle, čak bih rekao da je prevencija na neki način po meni puno bitnija. Represija je kada je problem već nastao, tada tužiteljstvo, policija nastupaju, oni moraju riješiti problem. Dokazivanje represije, statistika, podugnute prijave, optužnice i konačno presuđenje. Statistika. Kod prevencije, to su mehanizmi da do korupcije ne dođe. To je promišljanje u svakom resoru. Gdje smo mi to radili? Gdje se može, gdje se mi izlažemo riziku? Ja bih rekao, recimo, imali smo rasprave u Hrvatskoj oko sigurnosnih provjera. Da li ih uvesti za suce ili ne? Ja sam u svom tekstu rekao da treba napraviti procjenu rizika, jer nije svaki sudac jednako izložen riziku korupcije. Mi imamo praksa pokazuje da su recimo stečajni, dakle, insolvency, judges možda više izloženi od onoga koji je inheritance case. Možda oni koji su na višim su više izloženi nego oni koji su na nižim. Dakle, i tako dalje. To je samo ilustrativno. Dakle, fundamental rights. To je široko polje. Naravno, za pravosuđe, to je pravo na pošteno suđenje, to su dakle, garancije procesne, ali to nije samo to. Dakle, tu su i manjinska prava, to je borba protiv diskriminacije, govor mržnje i tako dalje. Dakle, područje koje je opet ogromno. Najmanje područje, to je jedino gdje stvarno postoji onaj i to su prava građana Europske unije, to je diplomatsko-konzularna zaštita, što znači da vi kad ste građani Europske unije, na cijelom svijetu, bilo gdje, iako nemate ambasadu, sve ambasade vam moraju pružiti pomoć. I aktivno pasivno pravo glasa na prostoru cijele Europske unije. Dakle, to je ono što, ali to je najmanji dio. Ovo drugo je puno zahtjevnije i puno subjektivnije u percepciji. Jer percepcija, ja bih rekla, stanja borba protiv korupcije je percepcija. Ako vas percipiraju da imate problem, možda je ta percepcija kriva, onda se morate boriti statistikom i drugim načinima da pokažete da to nije tako. Ili da prihvatite da imate problem pa da ga riješite. Ne? Dakle, mnoge stvari su, a to je ono percepcija građana o povjerenju u instituciji, stvar percepcije, jer očito postoji i problem u komunikaciji. Da li može ovdje kasnije? Možemo dalje. Evo, ovo su ključna pitanja iz pravosuđa kojima smo se bavili. Danas smo ih većina spomenuli. Dakle, pod ovim prvom točkom tu smo govorili o institucionalnoj nezavisnosti, ali tu je ulazilo i selekcija, i napredovanje, i kriteriji, sve što je profesor i bivši ministar spominjao. Dakle, svi ovi problemi, pitanje odgovornosti, disciplinske, poštivanje etičkih kodeksa, dakle, druga tema, treća i četvrta su kod nas bile zajedno. Tu se najviše govorilo o pravosudnoj akademiji, o programima, načinu kako se definiraju, načinu kako tko može provoditi, a pod accountability, odgovornosti je bio i nasumična dodjela, i nasumična automatska dodjela spisa suda. Dakle, koji su to elementi koji su govorili nepristranost i odgovornost.
I zadnja stvar je efikasnost, veliki broj starih predmeta, tu je digitalizacija i tako dalje. Može dalje. Može kasnije dalje. Evo imam još 2 slajda. Dakle ovako, ovo vam je ključno da znate tko igra koju ulogu u procesu. Da biste znali kako pomoći Makedoniji naprijed, morate znati, a tko je taj koji donosi odluku, tko je taj koji pregovara. Vaša percepcija može biti pogrešna da pregovara komisija sama, jer ona dolazi na vaše sastanke. Ali ovoj zadnjih točka vam govori tko je taj. Države članice, 7 država članica, što kaže, jednoglasno. Dakle, one donose odluku u svakom vašem koraku. Vi imate iskustvo, komisija je predlagala otvaranje pregovora već puno godina, ali države članice nisu donosile odluku. Dakle, tu je sad fokus za vašu političku elitu, ali ja bih rekao i za vas koji imate odnose sa stranim svijetom, da na onim državama koji imaju veće nepovjerenje više radite, pa i u pravosuđu. Jer i vaš sudski savjet, i vaš predsjednik Vrhovnog suda mogu imati odnose sa istim tim sugovornicima gdje bi rade mostove. Što radi komisija? Ona izvještava. Sustav izvještavanja se temelji na prikupljanju podataka koji, evo, dajete i vi, a ne samo vi. Kad kažem vi, to je Ministarstvo pravosuđa, ali to je nevladin sektor, to su mediji, dakle, to su i međunarodne zajednice, svi oni daju te podatke na temelju kojih komisija napravila godišnje izvješće o vašem napretku. Progres, dakle neću ulaziti u detalje, ali progres se temelji na ovim kriterijima koji su vam poznati, Kopenhaški, Maastrichtski i ISE kriteriji, i oni se prema tome vrednuju. I sad dolazimo do zadnjih 2 slajda. Samo o Kijevu sam htio reći, kada govorimo o tome o čem pregovaramo. Riječ pregovori po meni je potpuno pogrešna. Jer mi ne pregovaramo da li vi želite ili ne želite ili ćete uvesti nezavisnost pravosuđa ili nećete. I to mi razgovaramo o tome da vidimo da li je napredak ostvaren. Znači, to je sasvim, ja bih rekao, riječ pregovor je u ovom kontekstu potpuno pogrešna. Jedino što se može pregovarati je kada imate situaciju da neki propis ne možete primijeniti. Recimo, zaštita okoliša je užasno skupa i vi ne možete u roku 5 godina dostići standarde. Onda vi kažete, sad pregovaram, tranzicijski period koji mi je potreban da bi ja dostigao. I to je 1% cijelog procesa. Sve drugo je dokazivanje da ste stigli do onih vrijednosti, da ste se uskladili. Može dalje. Ovo su, ja mislim, vama najvažnije poruke koje vam je Europska komisija poslala za poglavlje 23 u progress reportu od prošle godine. Te poruke, dakle vi čekate, koliko ja znam, izvješće za screening. Ja očekujem da u izvješću za screening će ove poruke biti ponovljene i dio vašeg roadmapa, znači roadmapa onoga što ćete trebati napraviti da otvorite pregovore će biti i ove stvari. Dakle, vi ne morate puno biti čudotvorci da bi predvidjeli što će se od vas tražiti. Meni se čini na tome su i radili da nova strategija reforme pravosuđa će biti jedan od ključnih dokumenta koji što prije trebate ostvariti i ona će vam biti ključ za otvaranje pregovora. Naravno, dole sam vam stavio digitalizaciju. Meni se čini da je to jako važno sredstvo i za transparentnost, i za odgovornost i tako dalje. Može zadnji slajd. I sad zaključak. Počet ću od ovog zadnjega. Dakle, to je ono što ja smatram presudnim za uspjeh. Zadnji poruka vam je da uspjeh ovisi o unutarnjim i vanjskim faktorima. Na vanjske faktore, koji su vanjski faktori? Vanjski faktori su vam rat u Ukrajini između Rusije i Ukrajine. Vanjski faktor su izbori u Nizozemskoj. Makedonija na to ne može utjecati. Vi nemate nikako. Ali vi možete prepoznati da li taj događaj ima pozitivne ili negativne posljedice za vaš proces. Dakle, ja osobno mislim, recimo, napad Rusije na Ukrajinu je dao jedan veliki pozitivan doprinos ponovnom razvoju. Ali ono što vi možete, to je unutarnji faktori, to su reforme. Vi možete provesti reforme ako vi imate mogućnost i onda dolazimo do točke 2, biti iskreni da ih stvarno provedete. To je
E sad, da biste to uspjeli, morate imati točku 1, to je konsenzus. Ja ne mogu zamisliti. Slušao sam Nikolu koji je govorio o sudskom. Ja mislim da nema sudskog savjeta na svijetu. Kako god ga sastavili, kako god predsjedavao, ako oni ne žele iskreno da biraju najbolje, nikad ih neće birati. Najbolja percepcija pravosuđa u državama koje nemaju sudski savjet, što je po meni potpuno obrnuto bi trebalo biti. Dakle, Njemačka, koja nam ne pozna, sustav, niko ne dvoji, ne sumnja u povjerenje da su to nezavisni, nepristrani profesionalci. Dakle, vi trebate iskreni komitment njih također da će prihvatiti, prepoznati koliko je to važno za Makedoniju, da se promijeni način kako biranja sudaca, tužitelja, napredovanja, predsjednika sudova. Ja vam kažem, dan danas u Hrvatskoj mi raspravljamo o tim tomama. Tema frustracija je ogromna. Ljudi, naravno, suci, ne mogu prihvatiti da je neko izabran koji sa 150 mjesta liste dođe, preskoči 150 ljudi, obrazloženja nema nikakvo. Bez ikakvog. To je ono što naravno ja bih rekao i same profesionalce, pravosudne dužnosnike frustrira. E sad, za te reforme treba naravno i administrativni kapacitet. Reforme provode ljudi, bez ljudi to ne možete provesti. I meni se čini ova točka 4, communication skills, to mi se čini iznimno bitno. Ljudi to podcjenjuju. Što mislim pod time? Znati slušati. Što vam Europa govori, znati pročitati progress report. Šta su te poruke unutra koje vam pišu na pravilan način, a ne pročitati način sve super. Nisu nam uopće ništa rekli da ne valja. Dakle, ali isto tako, kada napravite reforme, znači znati ju prezentirati, a ne misliti da to je odmah otišlo po cijelom svijetu. Nije. Dakle, komunikacija, mi smo na kraju imali mjesečne sastanke sa diplomatskim zborom. Govorim samo o pogledu 3. Ministar i ja smo svaki mjesec rani doručak organizirali za sve diplomatske zbor, da kažemo, jer smo shvatili da komisija ne informira na jedan način države članice i mi smo onda lijepo, ministar nije mogao doručkovati, ja sam sve organizirao, on je govorio, mi smo svi dijeli, ali to je, recimo, jedan način, naravno masa bilateralnih susreta i tako dalje. I zadnje, reliable and comparable statistics. Dakle, da biste mogli nekoga uvjeriti, vaš sustav, i opet mi je najlakše možda na organiziranom kriminalu ili korupciji, da koga ćete uvjeriti da se borite protiv korupcije, recimo, ako imate godišnje, recimo, sad ću figurativno reći, jednu presudu za korupciju i onda je to neka piti korupcija. Dakle, reći ćete, pa mi smo nezavisni, ne može nam niko reći kako da su. Pa dobro je, ali to je indikativno da epilog na kraju, a percepcija je jedno, a epilog je nešto drugo. I onda međunarodna zajednica gleda, kaže, ne vjeruje to da to funkcionira. Zato je statistika bitna, znači, gdje ćete vi moći pratiti. Podignuli smo toliko optužnica, toliko je oslobođeno, toliko je, dakle, jer to je jedino što vam može onda stvoriti ono što oni traže rekord. I ono što sam preskočio, u sredini imate, što mi nismo imali, onaj intermediate benchmark, gdje oni kažu initial record, a onda kaže solid. Znači, sad hoćemo biti razli. Kod imenovanja sudaca, ista stvar će se tražiti. Disciplinski postupci, ista stvar će se tražiti. Evo, ja bih tu završio. Kažem, ovo je ono što smo mi, ja mislim, uspjeli i mislim da su to bili ključne stvari koje su nas onda gurnule, a možda ću vam imati prilike ispričati kako je na kraju izgledalo završno obraćanje. Hvala. Hvala lijepa. Navistina, evo, koristim vašite preporuke, savjeti. Nije će se osvrnuli podnosno svog prašanja po vas.